Црни бројки на заразени со коронавирус, медицинскиот персонал преморен го напушта државното здравство. Ситуацијата во земјава е драматична и како никој да не може да го спречи овој корона хаос. Дали новите рестриктивни мерки ќе покажат некаков резултат, за сега непознато. Повторно срушивме рекорд од 393 заразени за само 24 часа. Капацитетите во ковид центрите се целосно пополнети. Поради порастот на заразени расте бројот и на хоспитализирани пациенти. Вчера во градската општа болница 8 септември и во болниците во Струмица, Велес и Куманово немаше слободни кревети, а денеска нема ниту на инфективната клиника. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека денеска ќе профункционира мобилната болница. Дали е веќе во функција мобилната болница? Да, од денеска да, со сосем доволен број на кадар, доктори и медицински сестри од други институции. Од клиниката за пулмологија, лекари специјалисти пулмолози и медицински сестри од таа клиника, понатаму од болница до 8 септември, каде што нема да се преоптеретува капацитетот повеќе од тоа што е сега. Коронавирусот влезе и во парламентот. Попратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски денеска пратеникот на СДСМ Лазе Таневски објави дека се заразил од корона. Ова го комплицира работењето на парламентот кој треба да ги гласа новите мерки кои владата ќе ги носи на онлайн седница во вторник. Филипче апелира и седниците на парламентот да бидат онлайн, но за такво нешто е потребно да се менува деловникот. Вчера и спикерот Џафери кажа дека нема услови за такво нешто. За целиот хаос во здравствениот систем од ВМРО ДПМН е побараа одговорност од министерот за здравство. Колку побрзо оставка од Филипче, толку повеќе спасени животи во Македонија, велат од најголемата опозицијска партија.